Пожарите продолжуваат да пустошат и да дивеат на повеќе локации низ Македонија. Времето не им оди во прилог на пожарникарите, а особено ветрот кој дополнително ги разгорува жариштата. Се гасне од воздух и копно. На терен се пожарникари, волонтери и полиција. На располагање се германски и кипарски ер-трактори, хеликоптер од Словенија, пожарникари со специјални возила од Унгарија. Најопасна точка е околината на македонски брод. Пожарот стигнува се поблиску до ловиштето Јасен и викенд на селбата Козјак. Денес овој пожар се одвива на 3 крака. Првиот крак е во насока на селото Белица или Рибникот Белица, каде што действуваме со 2 ер-трактори и со сили од земја. Вториот крак се движи во насока на викенд на селбата Козјак, но овој крак веќе би рекол безмалку изгаснат. Од друга страна направен е противпожарен појас над самата викенд населба, кој што нема да дозволи на огнот, доколку истиот продолжи во насока на викендиците, да ги зафати куќите од оваа викенд населба. Третиот крак од овој пожар е кракот кој што навлезе на територијата на ловиштето Јасен, и овој крак е се уште активен, покажува горење и на него делуваме со 2 ер-трактори. Гори и на планината Галичица од врвот Магаро кон местото Стења од ресенска страна, и таму се действува со ер-трактори. За брза детекција на пожарите помагаат и пилотите на комерцијалните летови, кои кога ќе забележат чад на некоја локација, веднаш пријавуваат во контрола на летање. Добиена е дојава за пожар и на планината Сува гора спроти село Ласкарци. Во меѓувреме полициските дронови ги надлетуваат опожарените подрачја и ги ловат потпалувачите и дрвократците. Поднесени се повеќе кривични пријави, а надлежните најавија дека нема да толерираат никој кој свесно ја уништува природата. Инаку речиси 5% од вкупната територија на државата биле зафатени со пламени јазици во изминатите 6 месеци, покажуваат податоците од софтверот Ороратек за детекција и следење на шумски пожари.